Почитувани гледачи, добар ден. Добродојавте во најновото издание на Демократски импулс. Подкаст за народот. Јас сум вашиот водител и уредник Трајче Китаровски, а вие го гледате најновото издание на Демократски импулс. Денеска на гости ќе ни биде еден наш соработник, се работи за председател на политичка партија Демократи, господинот Јорго Огненовски. Добар ден и се надевам дека ќе си поминете добро во нашиот подкаст. Добар ден, благодарам, поздрав до гледачите, секоја си врвам прекасно на подкастот Демократски импулс. Најнапред, господине Огненовски, да ве запрашам едно, би започнал со едно прашање што ја тишти Македонија и да не кажам Скопје, иако Скопје можеби и еден од најзагадените 3 градови во светот. Загаденоста. Се работи за загаденоста. Што мислите, кој е најголемиот загадувач во Македонија, да не кажам Скопје? Според вас, кој е виновникот за село? Најголемиот загадувач во Македонија, покрај Скопје, Битола, Тетово, Прилеп, Кавадарци, Струмица и другите градови, се политичарите и нивните политички структури. Зошто ова го велам? 35 години постоеме кој држава. Тие ги носат законите, тие носат закони, кои закони дозволуваат да креираат дупки во самите закони, да можат големите загадувачи како што е Титан, Усје, Рек Битола и други фабрики кои што произведуваат разноразни производи, како Рек Битола струја и се разбира Осломе и Окичево и други електрани, термоелектрани, кои што се сметат најголеми загадувачи, да го прават тоа. Да уништуваат животната средина, да ни го уништуваат животите. Секој ден 24 часа дишиме отровен воздух. Почнувајќи од новороденче, кој што ќе се роди сега во моментот, и ние дозволуваме, поточно тие дозволува да диши отровен воздух. Замислите едно мало бебе кој што се раѓа сега и расти во ова, да речеме, загадување, што ќе биде после 5, 10, 15, 20 години со неговата плуќа и белодробни и така, и се разбира и сите други органи во организмот. Ова е невидено нешто, ние самите како возрастни го чувствуваме секојдневно и нормално сум загрижен премногу за здравието на сите и моето здравје. Но внимавајте, овие фабрики што ги спомнавте, што ги наброивте, не загадуваат еден ден, 2 дена, 5 години. Константно, откако постои Македонија, не се решила проблемот со нив. Па затоа реков, најголеми загадувачи се политичарите, што во собрание пратениците носат закони, кои закони креираат дупки за да можат овие големи загадувачи фабрики да не загадуваат. Нема проблем. Значи, ние фактички проблемот јас го гледам во политичарите, во политичките партии. Ако владеачките политички партии кои што владеат 35 години, истите владеат и ден денес, сакат и да го намалат загадувањето и помалце да дишиме отровен воздух, поточно да не дишиме отровен воздух, тие тоа може да го направат со закони. Значи, не може една фабрика како Титан, Усија или некоја друга фабрика да користи за загревање, пример, ѓубре, кој што наводно било преработено низ Европа и ние го везуваме и ни го даваат за без пари. Зошто? Затоа што па тука тоа ѓубре да се троши и можело да се користи за огрев. Од друга страна, не може во Битола, во Рек Битола да се користи јаглен, најнеквалитетниот, мешан со мазут, лигнито, и ние дочекуваме дека Битола, како општина, граѓаните во Битола, Новаци и околните општини, Пелагонија, да не се труе, да не се загадува. Ова е геноцид. Ова е нешто што Менгеле го правеше во Втората светска војна, во концентрационите логори против евреите и сите други, кои што беа таму затворени. Ова е слично нешто. Ова е убиство на нашите деца, убиство на нас. И ние, јас тука ја гледам кривицата. Замислите вие, ако демократи се на власт, не имаме доволно пратеници во собрание, ние ова ќе го спречиме
за многу брзо. Најголем проблем исто е во политичарите, кога да дојдат на власт, велат дека ова демек да се исчисти воздухот, да се спречи загадувањето, да се спаси животната средина, треба време. 35 години, кој да дојде на власт? Година и пол на власт се ДПМН влен и знам, истото го кажуваат. Треба време, треба време. Министерот за животна средина истото го повторува ко папагали. Па јас не знам што луѓе се. Што му фали нив? Значи, почни одма сега да го решават проблемот. Донеси мерки и никој не вика дека воздухот и животната средина ќе исчисти за 24 часа, но може да се спроведат мерки и да се спречи и да почне да се намалува ова загадување сега одма. А не требало години ова да се направи и истата приказна, за жал, тие се за мене најголеми загадувачи. Инаку нормално загадување имаме и од коли, имаме и од што се гори дрва, домаќинствата и од многу други фактори, но тоа не го сметам проблематично. Кога во државата најголем проблем се самите политичари кои што носат закони во корис на овие големи загадувачи, бидејќи тие се нивни спонзори, финансиери и нормално се и подкупени некој од нив. Значи, Белиоплик со доста тешки илјадници евра си работи секојдневно, така да никој кај нас корупцијата и криминалот, знаете, царува, сме број еден земја во Европа по корупција и криминал, и наместо властите да го штитат народот од отровниот воздух и животните, и почвата, и водата, и воздухот, ние што добиваме тука? Добиваме политичари, заштитници на овие загадувачи. Господине Огненовски, начално ми го зачнавте следново последователно прашање. Ми доаѓа исто така од загаденоста од воздухот. Велите СДСМ 7 години, па и ние гледавме како го важа впрочем македонскиот народ, дека ќе го решат проблемот со загаденоста, па и за 7 години може и значително да се реши ако се почне од првата година, но гледаме дека на тоа статус кво буквално ништо не се промени, а за овие година и пол, скоро е веќе 2, ВМРО ДПМН пак исто така ништо не презема го себо. Што мислите, кој повеќе лаже? Како да? Исто лажат. Значи, двете политички структури, јас секојаш за жал морам да ги наречам, тие не се политички партии, беа порано политички партии, кои се формира, кои имаше почесни луѓе во партијата и со намера беше нормално да се направи нешто добро со Македонија и да му се помогне на народот, но за жал овие политички структури прераснаа во злосторнички здруженија. Нивните елити, политички елити, ништо друго не ги интересира освен тендери. Плачка невидена направено, како тие се побогатат и треба нормално, ја користам и приликата, јавното обвинителство и судовите, поготово јавното обвинителство, да го испита на секој човек, поготово политичарите, бившите функционери и сегашни, богатството. Значи, не може еден премиер како Мицковски во 2014 година, поточно 2014, да купи куќа, пример, во Влае и не знам, не е ни битно во која населба, за 430 и 50.000 евра, а професор на факултет. Ние кога знаеме точно колку професорите, значи, заработуваат. Тоа е огромна сума на пари тогаш. Таа куќа, да не речем сега, вреди можда и милиони и така натаму, но тоа не е битно сега колку вреди. Битно е да се испита потеклото од премиерот и премиерите поранишни, и председателите, и функционерите, и поточно кажано на секој граѓанин од каде му е толку големо богатство. Не стои се фали дека има во часовници 50-60 илјади евра вредност и да не зборувам метнички слики. Тоа се пари. Тие не можеш пари да ги купиш со професорска плата на факултет, на машински, на електрофакултет. На кој да е факултет? И да работиш и да заработуваш и 5.000 евра, пак тоа не можеш да го направиш. Бидејќи денес како се скапи цените и порано, секојаш кај нас храната и производите се скапи, струјат и така натаму. Си штедел човекот?
си штедал точно, да, и татко нешто му потврлил веројатно, фамилијата и така натаму. Но не е битно тоа. Еве и така нека е. Значи треба во собрание итно да се донеси закон за потекло на името, на имотот и ако не можат луѓето да го докажат потеклото на имотот, од каде им е, тогаш треба да се одземи и кривично да бидат прогонувани. Тоа е за секој. Политичар, не политичар, поготово за политичарите. Посебно да се испита. Видовме дека поранешната градоначалничка на Скопје, Данела Арсовска, поднесе неколку кривични пријави против Усие, еден од најголемите загадувачи што го кажавте, и тоа е така, но некако споро оди сето тоа во системот, не знам зошто и како. Градоначалничката сегашна што доаѓа од редовите на ВМРО да помене на кисела вода, пак токму таму во Усие сади дрва. Мена све трече. Види, поднесено е градоначалничката Данела поднесе пред 3 години кривична пријава против Титану Усие, цементарата, и ништо не е направено, затоа што во ФИОКа ги чуваат тие пријави. За жал и градоначалничката не успеа, покрај што беше градоначалничка на Скопје Данела, да го истурка тој, зборувам, тој случај и се гледа и со случај што беше пред да замине од градоначалничка позиција, пред 3-4 месеци почна од борба против криминалот, против мафијата и така натаму. Дивоградбите, да. Дивоградбите кои што ги градеа со дозвола сами на градоначалникот Ганију Меджити порано и така натаму, кој што сега е поново градоначалник, Чаирчан и Браво го наградија повторно истиот човек кој што му го уништи градот Чаир и општината. Така си оди кај нас, така и во Битола, така и во други градови, бидејќи има една мала група на гласачи, доволно 30%, излегуваат и се слепи послушници на овие политички партии, се разбира. Партии кои што, пак ќе речам, не се поќе партии, тоа се злосторнички здруженија кои што за жал не уништуваат. Значи јавното обвинителство точно го чува предметот и затоа не го прави ова, бидејќи и новата градоначалничка на Кисела вода, општина Кисела вода, оди сади дрвца, со тоа покажува символички дека ево се борат против загадување на животот средина со садење на дрво. Тоа е, знаете како, тоа е толку ниско, тоа е толку перфидно, тоа е толку покварено од политичарите, од незина страна и од собственикот и од директорот кој е главен таму на Усие цементарата, дека еве ние се грижиме, ќе посадиме дрвца. Па да посадиме и 100 милиони дрвца, нема да се спречи загадувањето ако ти не го спречиш изворот на загадување, поточно загадувачите како Усие. Или како рек Битола и како цементара. Секој што загадува може да биде поголема фабрика, може да биде помала фабрика. Тоа е исто како да има школа на улица, автобуси, камиони, коли уствари, кои што нон-стоп загадуваат и гледаш понекој ќе видиш школа кој што им чади цела улица и ја блокира, не можеш пред тебе да видиш, значи од чад, од издувни гасови. Значи ние мора да го спречиме Уси. Ние како демократи се бориме, еве денес доаѓаме од протестот што го организира граѓанско здружение. И нормално како политичка партија демократи, јас како председател со група на граѓани отидовме да го поддржиме протестот и секој велам заеднички да се здружиме сите независно партии, независно граѓански здружение, да се бориме против загадувањето, бидејќи нема никогаш да успееме ако ние како граѓани, како народ не се здружиме. Нема врска повеќе. Јас сум од политичка партија, јас сум граѓанско здружение. Ни граѓански здруженија може да го решат овој проблем, ни политички партии може да го решат овој проблем. Ако сака да го решат, мора заедно сите. Имаше ли масовност? Па имаше, што знам, околу можда 300 души, но тоа е катастрофа, бидејќи требаше да има 20-30 илјади. Значи Скопје ни спијат и изгледа добро е кога, еве, и јас живам во Скопје, живам во Битола, нормално се движам низ Македонија, значи мене страф ме фаќа кога ќе помислам прво за децата. Децата замисли новороденчина, па до деца од 5, 2, 10 години и така натаму, млади луѓе, па и возрастни и се разбира старите, сите сме изложени на овај отровен воздух.
Нормално, Скопје како град, како општи, има 10 општини, Битола и други градови се претворени во гасни комори. И ние мора да се избориме. Нема врска тука од која политичка партија припаѓаш, нација, вера. Значи, отровниот воздух убива. Додека тоа не го сватиме, а политичарите тоа не го сваќаат затоа што, пак кажав, од големите загадувачи, тие се финансирани на еден начин, нивните политички и криминални структури се финансирани и секојаш работат во интерес на големиот капитал, на големите фирми. Нив не ги интересира народо, не дека јас тоа го кажувам. 35 години на дела тоа ги имаат покажано, значи дозволуваат да не трујат. Така. Владата го воведува Safe City. Safe City, Тошковски нешто таму направи, идејата е негова. Што мислите вие, дали ни требаше еден ваков Safe City или можеби не ви се допаѓа, не знам, начинот на кој што се воведува, вела дека е дозволено да се вози до 50 км на час, малку народот се побуни за таја праг на толеранција и веќе во текот на вчерашниот ден министерот излезе и кажа дека ќе се казнува од 57. Значи, кој ќе вози од 57 па нагоре, ќе биде казнет. Што мислите вие за село? Па види, Safe City во идеална смисла на збора е добро да имаш, има контрола, да не бесне народо, ние како возачи да возиме на места дупло или тродупло и да се убиваме полиците. Тоа е добро. Но е една голема измама од страна на владата, бидејќи поставува камери низ цела Македонија, поточно низ Скопје и на некои автопати, но ако веќе поставува, треба да постави во сите градови. Број 1. Као ова му е тестирање. Број 2, мораш да имаш толеранција. Број 3, зошто викам ова е една голема измама? Со ова покажува дека се грижат за народот, дека се бориме да нема толку сообраќајки, да не гинат луѓето, да нема материјална и човечка штета и така натаму. Но, за жал, ова го прават од причина што можат повеќе да соберат пари во буџетот. Бидејќи ние во Македонија немаме економија, ние имаме нула економија. Она приказната дека сме ние трети, четврти во Европа по бруто домашен производ, дека ние сме една од најдобрите држави и во проценти одиме напред економски, тоа е невидена измама и лага. Бидејќи во Македонија како дипломиран економиста, читам секој ден, пратам и светската берза, и имам познавање од берзата, и инвестирам на берзата. Значи, пратам, кај нас во Македонија само се тоне, економски. Не може да не залазат просечна плата. Кажете ми колку е минималната плата и колку треба да биде минималната плата. Се бори, пример, сега гледам синдикатот да биде 30.000. Тоа е невидено нешто. 30.000, тоа е мизерија. Треба синдикатот да се бори за 60.000 минимална плата, бидејќи супер све скапо. Шо е 30.000? Ни 30.000 владата не сака. И што вели Мицко со владата? Па договорете, ако се договорите вие, работниците со работовод, да, вачите, тогаш и јас сум за тоа. Па хајде, јас предлагам работниците да си побарат минимална плата од 60.000. Затоа што има доста, значи, фирми во Македонија што заработуваат добро и може да ги платат, но тоа не е најбитно. Најбитно е сега во момент ова што зборувавме да се вратиме на Safe City, е дека тоа е измама и сега, како што кажав, да ги берат парите од народо, па донесува некој закони лудачки, идеме, а како возел дупло повеќе од дозволеното, ќе му се одземи колата, ако возел пијан, ако не знам што направил, ќе му се одземи колата, поточно колата може да вреди 2.000, може да вреди и 100.000 и ќе му се одземи. И државата ќе ја конфискува. Па ајде да направиме Safe City, па да има камери и да направиме она што го кажав, потекло на името, конфискација на све што е украдено. Ајде секој функционер од 1991 како независна држава да му се провери имотот, да видиме од каде го стекнал, независно дали починал, не починал, кој го наследил, да се оди по таа линија,
Ајде да направиме Safe City, да имаме тотална контрола, не можеме камери да поставиме, ама да испитаме све што е потребно, кој се занимава од политичарите, почувајќи од премиерот, председателот, па до советниците по општините, па за тоа да зборуваме малце повеќе. Лесно е да направиш Safe City, да поставиш камери и како некој идиот и малумник да му ги бериш парите на граѓаните. Возел 52, возел 54, па толеранција по ова. И сега ние како народ се лажиме, гледај колку е добро, стварно ќе испречат овие што возат на партизански или по други булевари низ Македонија по 200 километри и нема да не убиваат. Мене ми стигна за 51. Да, тебе ти стигна за 5, ама еве како што рече ќе дајат некоја толеранција од 5-10%. Ворете тоа. Значи зборот ми беше, ако веќе се поставува Safe City, ако веќе се поставува сегде низ Македонија, се дава толеранција, но исто, за мене што е поважно, од поставување на Safe City, што го викаат, популарно, немек енглески, безбеден град, ние да поставиме мерки, да донесиме закони, да, како што кажав, да удриме на криминогените политичари. Дај да го собериме богатството што ни го укради. Дај да воведеме одма закон за потекло на името и конфискација, нистото од 91. Многу е важно, ја искрадија Македонија. Во времето од 91 до 93, 4, 5, кога донесоа закони да се конфискува, поточно, да се приватизира државното народното имање, тоа се фабрики, фирми, хотели, имање, се и се што, значи. Ајде тоа да се врати назад. Све што е приватизирано на криминален начин. Не можеме ние да креираме олигарси и креиравме од времето од 90-тите години и тоа да не го дискутираме. Затоа ти како една, значи како невидена измама, еве сега ние се грижиме за вас. Не. Прво ние што треба да направиме, значи тотална контрола на сите функционери од 91 до денес, од каде му е богатството, а и се разбира на криминогени бизнисмени. Затоа што некои луѓе овде имаат милиарди. Некои луѓе имаат стотици милиони. Некои луѓе имаат 20, 30, 50 милиони. А во Македонија 70-80% се сиромаси. Ние во Македонија немаме средна класа. Ние во Македонија имаме сиромашни и супер богати. Ете тоа е, затоа не ми се допаѓа ова безбеден град, а инаку во целина како идеја е добро, нормално е, но ако почнеш сегде на секоја раскрци да поставаш камери, тоа веќе го претеруваш. И еден пример само ќе ви кажам, во Соединетите Американски држави, бидејќи сум живеел многу години, секогаш каде што има камера, нема сегде, но каде што има поставено на одреден место, еве Лос Анџелес е огромен град, скоро како Македонија по површина. Значи нема поставено како овде, овие веќе побесна за да не ги соберат парите. Ради тоа верувам. Бидејќи државата нема пари, немаме економија, нема од кај да берат пари. Ние буџето го полнат и го крадат од наши пари, од даноци, од казни и така натаму. Значи пред 500 метра каде е поставена камерата, има знаци. И те предупредува, голем знак и вели камера поставена. Овде така треба, а не како да не речам, ајде да не се изразам. Можност да се скријат. Не ве скришно да ме кеве камерата, како полицијата што се крие, да те фати со пиштоло или со овие камерите сега што ги има како апарати, да ти ја мери брзината. Иде мек, те фатив. Не. Тоа не е фер, затоа што ако во Америка се практикува тука, и тука нека постават. И на крај на краиштата, јас мислам дека, пак ќе речам, ние најважно е да се концентрираме на најважните проблеми. А најважните проблеми, како што реков, е да се спречи политичкиот криминал, митото, корупција и да се испита потеклото од 91 на сите функционери и бизнисмени, и се разбира граѓани, и исто така од 91 приватизацијата
да почне да се работи, да се види све што е приватизирано на еден криминален начин, да се врати назад во државата кај народот. Така, тоа е некоја друга тема, но еве кога сме веќе кај Safe City сакам да ве запрашам кој е вашето мислење на пример еве високи казни. Има високи казни, дали високите казни иако сега еве опомени, но дали малку го сменја мислењето, еве да кажем мислењето, да не кажем мајндсетот како што умеат многумина кај нас да прокоментират на луѓето за да дали нешто ги промени за да ја намалат брзината, за да не се вози веќе така лудо и незаборавно како што имали, дали се намали бројот на жртви на пример? Види, немам статистички податоци дали се намалил број на жртвите, но нормално луѓето како ајде да речеме луѓе паметни луѓе кои што не возеле никош премногу брзо, тие ќе возат и да нема камери по прописи, повеќето луѓе, тука има исклучоци кои што возат неверојатно брзо. Например, го пати случајаме на автопато 120 возил 240. И така натаму и обратно на улицот 50 возел 120. Има такви случаи, но за тоа не можеш ти да го чуваш цел народ во заробеништво. Да, пак ќе речем, мора државата да реагира, да контролира. Јас не сум против да се контролира брзината, не сум против да се контролира, значи дали човек ќе помине на црвено или жолто или зелено светло и така натаму, но на начин како се изведува, значи. Не сум против затоа што постави камери сегде и нормално, види, возиш 50 и сега имаш 5-7% повеќе можеш да возиш, ајде речи на 53. Ако возиш 54, се случи некој ќе разминиш некој така на. И пак сум на истото тврдење дека ако веќе се поставаат камери, како во Америка, да има на 500 метра, на 300 метра предупредување дека има камери. Не дека ние ќе почнеме тоаш по полека да возиме и да ме кеве се открива замката, туку напротив, тоа е еден демократски начин и да не предупредите да кажеш, дечки, ние ги поставиме камери, не да ве казнуваме да ги опразниме джепо, ќе видиш кој ќе почне од февруари први да се применува, илјадници казни секој ден ќе фрчат низ Скопските улици. Значи ќе биде страшно и дури системот ќе блокира, не ќе може и да функционира. Али пак ќе кажам, сум за закон во државата да владее, нека се постават камери на одредени места, не да се претерува и нека се постават табли, поточно предупредување каде има камери. Зошто тоа го прават во Америка? Не сака државата на еден безобразен, еден као еве те фативме, туку сака да ти дај порака и да те подсети дека да ти укаже точно што рече, ако возиш повеќе, значи има камери, каде, ако нова, еве, пазиш, на другата ќе те фатат. Така да, некако, да не биде ова нешто кој што сака да не ги зема парите или да ги зема парите на сиромашните граѓани. Бидејќи многу луѓе се сиромашни, возат коли и пак ќе кажам од февруари ќе видиш какви незадоволства ќе се појават. Илјадници, првиот ден колку имаше преку 100.000 казни? Тогаш и мене да. Првиот ден со 51. Добро да е со 51, не знам луѓе ги фатели со 52, со 53, но независно од тоа, најважно по моје мислење, ние треба да бидеме фер држава. Казните да не ни бидат начин на собирање пари. Казните треба да ни бидат начин да направиме некоја поука за граѓаните. Оти мене кој ќе ме казни полицајци, вели, направивте прекршок, поминавте пример на црвено или не сте застанале на знако стоп, казната ви е 50 евро. Јас се заблагодарувам и велам, благодарам што, знаеш, ми укажавте, извинете, јас погрешив. И одам си ја плаќам казната. Така. И после тоа размислувам, пази малце, значи казната треба да биде ради тоа. А јас во овој момент мислам поставување на илјадници камери низ општина Скопје. Велики брат. Ова мислам дека е чисто за да делка да не дерат и да ни земат пари, бидејќи државата економски
апсолутно ни пропаѓа. А и поново пак, еве, на Facebook, еден мој пријател на Facebook, кој меѓу другото вработен во Министерството за внатрешни работи, самиот напиша статус и вели поправете си го Safe City, колата не е возена тој ден, ми стигна опомена, значи, како па казна. И министерот кажа дека Safe City мешал букви, бројки, нешто, некои букви, бројки таму, казна стигало, а колата не е возена. Не дај Боже пак да те знајде тоа. Што поќе ставиш, поголем хаос, после еве сите ние што мислиме да навозиме, мене ми се случува сега во тестирањето, возам на кај што треба да се вози 50, возам 35, 40, 45, си викам стрелката ја гледам, веќе почнам да ги памтам некои камери кај се, и стрелката ја гледам и малце е стварно идиотски и глупо да поставуваш толку многу камери. Но ја кажав причината и тоа е тоа трче. Имаме локални избори во Мавро, Ростуше, Гостивар, Дебар. Локални кои се одложени поради неизлезност. Дали ќе учествувате, иако бевте фактички покрадени, таку народски кажано да кажам, што мислите вие? Па види, не знам, немаме уште одлучено во тие општини, треба да имаш добар кандидат да учествуваш, не е само да учествуваш. Работиме на тоа, размислуваме и сигурно ако имаме добри кандидати ќе учествуваме на изборите за советници, но за жал тие општини луѓето се незадоволни и доста луѓе се иселени. Затоа нема доволно излезеност, има голема поделба и за жал многу луѓе не излегуваат на гласање што се незадоволни, апатични се, депресивни и викат дека ништо не може да се промени. Тоа не е точно. Ја секогаш велам, излезете, гласајте. Не е нормално, ако сте незадоволни од досегашните политички структури, нивните советници и градоначалници, не гласајте за нив. Има партија како демократи, излезете, гласајте за демократи. Затоа што ние никош нема да промениме ако ние, поточно честите луѓе, седиме дома бидејќи сме револтирани и као ништо нема да се промени, ако излезам како нема да се промени. Ако дојдат нови луѓе, нови политички структури, ако дојдат демократи на власт, ако ни ја дадете довербата да имаме повеќе советници, градоначалници и пратеници, тогаш работите ќе се променат. Затоа што ние сакаме работите да ја промениме, не сме во политика, не сме политичари, ние сме во политика ради една причина, да спасиме државата Македонија, самите себе од овие криминогени банди, од политичките структури кои што владеа 35 години. Се согласувам дека треба да се даде шанса, поготово на понови партии како што е вашата, заради тоа што не едноставно повеќе не пали она максима кај народот каде што велат сите политичари се исти и така натака, заради тоа што сите прсти на раката не се исти, сите луѓе не се исти, треба да поготово да се даде шанса на нови луѓе. Извини, вака што ќе ти кажам, тоа е навредливо кој ќе кажеш сите се исти луѓе. Така велат. Сите се исти. Значи има добри луѓе, има лоши луѓе. Некој ако убиец, не сме сите убици. Некој ако краде и ако лажи, не лажат сите и не крадиме сите. Значи има добри луѓе, има подобри луѓе, има најдобри луѓе, има лоши луѓе, има најлоши луѓе, но не можеме сите исто да бидеме. Јас и ти не сме исти. Не зборувам само о честност и хуманост, така. И во квалитет и стручност не сме сите. Стручак си е стручак за некоја област. Не може врвен, да речеме, стручак во кој да е област, дали е медицина, образование, дали е во, да речеме, економија, право, да кажеме сите адвокати се исти, сите суди се исти. Не се сите суди и адвокати исти, не се сите јавни обвинители. Ние знаеме дека има суди и криминалци, но јас верувам дека повеќето суди не се криминалци. Само едно што му замерувам на тие суди што се честни, што не ги пријавуваат овие криминогени колеги, нивни суди. Исто и за јавното обвинителство, исто и во полицијата. Све нешто као го знам, овај се занимава со мито, не е квалитетен, не е криминалец, а е судија. Па пријави го, бе, човече.
пријави го, а можда и си мислат нема каде да го пријавиме, затоа што ако го пријавиме негде е подржано од овие криминални политички структури кои што, им одговара нивните пријатели суди баш да не бидат поштени, затоа што ако е судството честно и поштено, ќе ги затвори сите овие што се скоро на власт. Дали продолжува партизацијата на оваа наша Република Македонија? Би ве запрашал, најнов случај е тоа што Тетовската болница, вработените во Тетовската болница, кои се впрочем по договор на дело, обвинија дека на најновиот конкурс за вработување биле партиски некои си луѓе вработени што не ги ниту познаваат, а не луѓе што работат со години таму. Продолжува ли впрочем партизацијата преку Тетовската болница на Мала Врата? Не само што продолжува, таа никогаш не престанала. Значи, ние најголема штета во Македонија е вработувањето партиско. Ние што како демократи ги викаме тие политички криминални вработувања. Тоа е уништува нашата држава, тоа уништува нашата економија, тоа уништува нашето здравство, образование, економија, сегде. Значи ти вработуваш луѓе кои што не се квалификувани. Тоа е исто кој да вработиш во хирургија или гинекологија, или не е битно во кој оддел во здравството, најнеквалитетни лекари, медицински сестри, кои што купиле дипломи учени, не доучени, и одиш таму да се лечиш. Колку луѓе ќе умираат, статистички зборувам, колку луѓе нема да бидат излечени, колку луѓе биле болни, можеле да се спасат, бидејќи нема кој да ги лечи како треба, се креира уште поопасна ситуација, тие луѓе со текот на времето стануваат поболни. Верувај ми, а тоа ти го знаеш, дека ние во Македонија мора да спречиме овие политички, така изгледа као нешто наивно политички вработување, партиски, партизација на институциите. Тоа е тежок криминал. Треба да се донеси закон, човече, да биде тој вработувањето да се исфрли. И секое политичко, партиско вработување, што викам криминално вработување, да биде осудено. Да има затворски казни, високи затворски казни. Да се спречи тоа. Се знае како треба да се вработува. Единствен услов за вработување е професионалноста, стручноста, искуството. А не, ајде ќе правиме као што предлагаат некој како Али, ќе правиме коалиција само со тие што ќе го вметнат балансерот. Што е балансерот демек? Ајде ќе имаме толку македонци, толку албанци, толку власти, толку турци во јавните администрации. А таму, пример ќе земам во некоја јавна администрација, можда нема квалитетни македонци, нема што да се запослат. Не може по националност, по вера, по религија, некоја си правична застапено што ја туркат сега, ова власт. Нема да биде балансер, па ќе биде некоја правична застапено закон ќе се носи. А ова е лудница овде. Трајче, за жал, ние Македонија по полека несигурно ја уништуваме со тие партиски, политички, ја што викам криминални вработувања. Тоа не веруваме на големо злосторство. Замисли, дали би ти сакал да се лечиш кај лекар или некој во автобус да те вози, бидејќи е партиски вработен, а појма нема ни добар шофере, ни добар лекар да те лечи. Па да изгинеме. Па ќе изгинеме по патиштата. А ваму ќе те умри тој лекар или ќе те влечка како што се случува во здравството, веќе ни е тотално уништено. Па колку луѓе гледате што ни се случува низ Македонија, како ни умираат, почувајќи од најтешко болните во канцер и онкологија, па завршувајќи до еден грип ќе те фати, на настинка ќе те фати, ќе ти искомплицира, ти ќе свршиш работа, затоа што ти дал погрешен лек или не те третирал за вистинските проблеми. Дали последниот брат, заради тоа што имаме неколку прашања од нашите гледачи, би сакал да прочитаме едно од тие, а вели дали последниот бран на поскапување и месечната инфлација од 4% значат дека македонците полека стануваат најсиромашната нација на Европа.
Ние сме повеќе години најсиромашна нација во Европа. Да ти кажам зашто? Затоа што повеќе од 100.000 пензионери денес земаат пример околу 20.000 денари пензија. 20.000 денари пензија, никој со тие пари не може да живее број еден. Дека минималната плата е 24.300. Имаме 100.000 луѓе кои што земаат минимална плата. Да не зборувам дека имаме луѓе невработени, 20-30%, ако велат дека си 11 или не знам колку невработени. И кажи ми ти со минимална плата од 24.300 додиш секој ден 5 дена на работа или како што се продавници по 6 дена, по 8 часови, душа да ти излези од работа и да земаш 24.300, а што велам, тие се платени за да не одат на работа. Оти ти ако одиш на работа, не само што киниш чели, нешто треба таму да трошиш за јадење и за облека, како ти, кажи ми, на 24.300, си извинувам, ќе живееш, не можеш ни да преживуваш, јас не знам како живеат, да, преживуваат, ама како преживуваат, јас не, многу луѓе имам прашано. И никој не ми објаснува конкретно. Тешко ми е, знаеш, од 20 се снајдуваме, како тешко кога за струја ќе ти дојди 5, 10, 15.000 месечно да потрошиш струја. На парно, ако се грееш, зависи од стано, може да ти биде од 1.500, 2.000 до 3.000, 4.000 месечно, секој 12 месеци. Да не зборувам за други трошоци што имаме. Значи, едно одење на лекар во приватна болница. Еве, јас сум одам, пример, речеме, во приватни, не одам во државно. Еден преглед е 3.500. После ќе ти дај некој лекчина, ако ти дај лекчина, 3.000, 2.000, 5.000, ти не се на приоритетна листа. Така да кој може да се лечи во приватни болници, луѓе само што имаат пари. А ова другото, ние луѓето што немаме пари, зборувам, не се ставам јас во нив што немам, ама сакам во множина да го кажам, луѓето што немаат пари, тие како живеат? Значи, ние во Македонија пропаѓаме, пропаѓаме над длабока црна дупка од која што, ако продолжиме вака, и ако гласачите, нивни, не нашите, ако нивните гласачи излегуваат и гласат за овие криминогени структури, кои што 35 години не уништуваат, а нашите гласачи, гледам дома си седат, мислејќи дека демократи ќе победи на овие избори и ние ќе имаме наредни, не знам кога ќе бидат изборите за парламентарните избори, дека ќе имаме многу пратеници, се лажат. Треба да излезе овој народ и да гласа за честни луѓе како што се демократи. Само така ќе промениме работите. Нема повеќе оправдување. Не може, ами исти се сите, ми е гајле, јас веќе сум нервозен, не сакам за никој ме разочара и така, стално некој оправдување. Извини. Но навистина можно е да те разочараат исти луѓе ако гласаш. Те Мурто, те Курто, но треба нешто да се промени за да дојдат нови луѓе, не? Па затоа велам да се гласајте за демократите, еве на порака на сите му пуштам, затоа што една работа ја кажам, ама секогаш. Ние сме честни, ние не сме политичари, ние сме принудени да се занимаваме со политика, бидејќи свативме нема кој ова работа да ја промени во Македонија. Нема кој да креира подобра економија, здравство, образование, живота средна. Зошто? Затоа што 35 години овие што владеат го имаат докажано од ДПМН, од ДСДС, од ДУИ, нивните полтронски привезоци, сега новите наводно партии кои што смена адресовлени, знам. Па тоа се све луѓе кои што цел живот такво зло имаат нанесено на Македонија, на економијата и на сите области од живењето и на народот, што до утре можам да зборувам за секој еден поединечно и да ги именувам по име и на партии и така натаму, што јас велам сега се злосторнички издруженија, не се партии. Значи страшно ова ни се случува. Затоа треба ние да сватиме дека Македонија тони. Цените растат астрономски секој ден. Јас зборувам со луѓе, сиромашни луѓе,
Пак ќе кажам, на рабона сиромаштија, од вај што преживуваат и што не се исхранети, и добиваат болести, и стресови, и луѓе умираат од огромна сиромаштија, боти сиромаштијата е полоша од болест, бе човече. Секој ден размислуваш како да живееш, да преживееш. И автоматски ти се разболуваш, тоа е стрес невиден. Како утре ќе плати струја? Како ќе купиш за децата млеко? И сега многу фамилии не купуваат млеко. Чајче без шеќер, лепче и маргарино на наефтино, што може да те убие. И тоа од оној белиот леп што не е квалитетен. Значи, луѓето немаат пари, оди во продавница, купи леп, некој тонус или не знам кој каков леп, по-квалитетен. 400 грама, 350 грама е бе, од 90 денари, 80 денари, бе човеч. Фамилија од четворица, те треба да изедат 2-3 кила лебе дома. Само за леп треба да потрошат 500 денари. Абе не е смеа, ова е жалосно. Се смееме сега, не на маките на народот, се смееме затоа што ние како народ или сме наивни, или сме прости, или не сакаме да сватиме дека ние работите може само да ги промениме. Со тоа што ќе престаниме да кукаме, ќе престаниме да се жалиме и ќе престаниме да викаме дека сите се исти и ќе одиме и ќе најдиме политичка структура, партија како демократи и луѓе како демократи, честни и ќе гласаме за нив и една за секојаш да се променат работите од корен. Друг спас нема. Ова ќе остане во историјата на Македонија што го зборувам. И после 10, и после 20, и после 100 години. Македонија нема никогаш да се промени. Напротив, ќе пропаѓа. Кога викам нема никогаш да се промени на подобро, ако ние не сосвестиме како народ, како гласачи, не можеш ти цело време да гласаш за криминални структури, како СДС, ДПМН, дуени, влени, знам и нивните полтронски привезоци. Па не гледаш како се договараат. Се договараат кој каде ќе се подржуваат за градоначалници, советници, за пратеници. Македонија, кога ќе ти излези во Македонија, кој ќе ти излези некој политичар, гледај го, слушај го како лаже. Едно кажува, друго мисли и трето прави. И тоа го има докажано. Година и пол, веќе влегваме во втората година, да влени, знам, не сакам ни да му испомнувам имињата, но морам да ги спомнам за гледачите, да знаат за кој зборувам, се на власт. 7 години пред тоа ДУ и СДС со нивните криминогени полтронски партии што ги береа 20-30 околу нив помални партии, владее. Никој ништо нема направено. Пред тоа да помене со ДУ и другите политички структури. 11 години унаказија ја плачка е Македонија. Како сакаме работите се промен? Нема никош да се променат ако ние како народ е сосвестиме. Господине Јорго, спомнавте смејање таква. Како што вели една песна на Дарио, се смеам за да не заплачам. Еве, вие најавивте, спомнавте за пропастот на нашата Македонија, но еве, владата објави затварање на трезорот како никогаш досега невообичаено на 15 декември. Што би значело тоа? Некои фирми долго немаат земено плата. Компании обвинија за доцнење на ДДВ. Дали стварно пропаст? Банкрот ли доаѓа? Видете, ние сме банкнотирани. Не доаѓа банкрот, ние сме банкнотирани. Трезорот го затвараат, сака да го затворат и така натаму, затоа што нема пари, ветече. Ти не можеш, овој податок го имам кажано и пак ќе го кажам. Од буџетот на Македонија, од народниот буџет, еве за 2026 6 милиарди и 700 милиони евра е. Да одделуваш милиарди евра, милиони евра секоја година за пензии. Значи, дупката, фондот, пензиски треба да биде пополнат од луѓето што работат, од нивните допринеси. Тоа значи 4-5 души треба да работат на еден пензионер. Кај нас имаме повеќе од 330.000 пензионери, а имаме 600-700.000 вработени премен. И повеќето од нив земаат ниски плати. Ние немаме минимална плата 1000 евра, па на 1000 евра, знаете, 50% се одделува за здравството, за пензиите.
давачките. Ти кој ќе земиш, има 100.000 луѓе кои што работат за минимална плата од 24.300, да не зборувам за овие сивата економија што ништо не плаќаат, кај да одиш никој ништо не плаќа, да речеме, во луѓето што се занимаваат со сива економија. И ние очекуваш да се полни фондот за пензискио и за здравство и други фондови. И фондот за образование. Од каде? Затоа трезорот века ќе го затвориме. Од утре другиот ќе рече, абе ние не можеме да исплатиме плати, не можеме пензии, не можеме ова. Не можеш да земаш трече кредити стално за да пополнуваш дупката во пензискиот фонд да исплаќаш пензии. Од светот, и банките и државите ќе те прашат зошто ти се еднаш, два пати, три пати. Не гледаш во каков долг сме влезени. Не само ние, нашите деца, внуци и парафнуци ќе ги отплаќат. Не можеш ти да земаш кредит и да отплаќаш долг од предходниот. Значи ние веќе, пак ќе кажам, дека сме од лабока економска криза, банкнотирани сме како држава. Еден ваш истомисленик печалбар ви постава прашање, вели, управата за приходи почна да ги повикува граѓаните да платат даноци на тоа што го заработиле во странство, и тоа за период од 2020 до 2025 година. Дали ова е очајнички потек за собирање на пари кои тие ги внеле и вложиле и потрошиле во Македонија? И тие пари досега 100 пати се свртеле и како ДДВ и други даноци и ја полнеле државната каса, а граѓаните реално сега ги немаат парите. Види, еден пример ќе кажам со Соединетите Американски држави. Јас сум амерички државјанин. Све што заработувам тука морам да приемам во Америка и морам да плаќам даноци. Ако заработувам доволно, бидејќи Америка не плаќа секој даноци, поточно такси, тие ги. Тоа значи дека ако имате вие $20,000 годишно примање, не плаќате ништо. Треба, бидејќи таму даночувањето е на ставки. Ако имаш, пример, 100,000 евра годишно, ќе то даночат. И не то даночуваат на тие 100,000 евра. Значи почнуваат од 25,000 до 35,000 на тие 10,000 помеѓу 25 до 35,000, тоа дачунуваат 5% и 10% и оди до 100,000 и така натаму. И стигнува до 250,000. После 250,000, све што ќе заработиш на 250,000, си оданочен со 39,7%. Кај нас, не знам, не сум информиран дали има закон да се оданочуваат луѓето што работат во странство. Ако има закон, тогаш законот вели толку и толку на толку заработувачка. Ако е така, треба да се оданочува. Значи, независно ако си државјанин на Македонија и работиш во Германија, Франција, и каде и да било, и се враќаш овде да живееш, тоа е друго. Да замениш од тука и да не се вратиш 20, 30, 40 години, си живеел таму. Тоа е друга приказна. Не знам за тоа точно како е законот, но сепак тој што ги заработува парите во странство, ако привремено работел. Тука е проблемот. Не го знам добро законот, не го имам прочитано, не можам да го коментирам, но пак ќе кажам, ако се иселил од државата, тоа е друга приказна. Веќе тој живее во друга држава, тогаш нема што да го оданочуваш. Така. Но, пак ќе кажам, зависи од законот и ако мене ме прашаш каков закон треба да донесиме, тоа би ти рекол дека треба да се оданочуваат овие привремено што работат во странство со една символична цена, бидејќи, символична процент, бидејќи ние тие луѓе ги избркавме да работат. Знаеш дека секој 3 месеци од Македонија одат луѓе да работат во Германија. Страшна работа. Бидејќи Европската унија ти дозволува 90 дена да седиш во Европската унија, ако не си европеец, и да излезиш 90 дена. И така си прават. Еве зборувам чисто за Германија, имам информација. И тие луѓе одат тамо, заработуваат, пример, не е битно колку заработуваат, и тука доаѓаат там. Треба да се оданочуваат, ама е на символична цена.
мислам процент, затоа што ние ги избркавме тие луѓе. Но како тоа ќе контролираш ако тие се разбира работат таму на сиво, на диво и така натаму? Нема како да го контролираш тоа, така да ова е жалосно што се случува и сега на луѓето му ги барат парите, пак, велам, Пак да му ги земат. пак да му ги земат нормално, но закон си е закон, законот треба да се поштува, каков е таков е, ако не чини треба да го менува. Господине Огненовски, вие сте дипломиран економист, како што спомнавте. А каква беше оваа година за нашата Република Македонија на економски план, политички, социјален и надворешен секако? Каква беше годината, посакувам никогаш да не се повтори. Секоја година велиме Секоја најлоша година полошо и полошо. Ова година беше полоша од претходната и претходната. Значи ние 35 години тониме. Не е ова да критикувам само. Го гледам практично. Како ќе биде годината? Ево се ќе кажам. Во ниедна област од општественото живење, почувајќи од економијата, здравството, образованието, животната страна, спортот, културата, ние немаме напредок. Велат пензите се зголемува 1000, 2000, 5000 денари. Велат дека платите намално се зголемува, не се зголемуваат. Просечна плата тоа е најголема измама, кога власта ја кажува. Не треба да кажува просечна плата. Треба точно да ни каже колку илјади граѓани во Македонија земаат минимална. Колку илјади граѓани земаат помеѓу 25 до 28-30 илјади и така натаму и така натаму. Колку точно пензионери земаат до 20 минимална пензија, пример зборувам, колку земаат од 20 до 23, 25, колку земаат 50, колку 70. Точно да се знае. Просечна плата е најголема измама, бидејќи секој месец вика 300 денари, 200 денари се зголемила. На кој му се зголемила? На капиталистите што земаат, на олигарсите што земаат огромни плати, што имаат своји фирми. Пример, еве да јас имам фабрика, земам да речеме годишно 5 милиони, 10 милиони евра профит, нет профит, газда сум сам, и сега јас моите 10 милиони, или, пример, ако земам милион месечно плата, тие се ретки луѓе, тогаш ги делам со илјадници од овие што земат 24-300. И велиме, колко е мини просечната плата? Па просечната плата е 46.000. Значи, тоа е нешто што не треба да се прави, но тоа се прави за да се покажи прогрес во економија. Ние немаме прогрес. Нека ни е стрејкнова нова година. Но другата да ни биде уште пострејкна, затоа што нас ако продолжиме вака, а пак ќе кажам, јас се борам како човек, како председател на демократи и како демократ за сиромасите. И да имаме средна класа. Не се борам ја за супер богаташи. Тие имат доволно, нив не му треба помош. Но јас се борам и за економијата, и за големите фирми, и за средните, и за малите, ситните фирми. За сите, додат напред, да си ги заработуваат парите на еден чесен, поштен начин, а не со криминали. Кај не знаеш, кај има само економија? Државата. Државата е најголем работодавач во Македонија. Најголем работодавач. Све оди на тендери. А не треба да е така. Не треба така да биде. Државата не треба да биде најголем работодавач, не треба да има во државата 150-200 илјади вработени човечи. Јавна треба приватни фирми да отвараме. Треба да експлодира, а исто да имам и државни фирми. Јас немам против, нека имаме шавина, приватни фирми државни, како што имаме приватно здравство, државно здравство. Зошто не е проблем? Нека имаме сите електрани во Македонија треба да бидат на државата, на народот. И други важни индустрии. Ние не можеме железницата, поштата да ја приватизираме, како овие што сакаат. Не гледате, Евана ја продадоа на аустријска фирма. Тие парите ги берат, струјата оди нагоре, а ако беше тоа на државата, на народот, Евана и сите електроцентрали што произведуваат струја, и така треба да биде,
И на крајо, нека земи државата, нека го откупи дело, нека откупи Евана назад. И нека биде државна, нека почне нека гради државни електроцентрали. Може и во соработки со некој приватен капитал, јавно-приватно партнерство. Но секојаш државата да биде во проценти поголем собственик, за да може да ја контролира и цената, и производството, и вработувањето. Малку дававте една анализа околу економијата на нашата држава, но еве сега би сакал да ве запрашам за политичката партија Демократичи, што вие сте председател. Како ја оценувате оваа година што изминува за вашата политичка партија? Вие, ако смеам да заклучам, на локалните избори оваа година добивте еден советник, што впрочем е добра работа. Види, прво, ние секојаш како партија се бориме не само да добиеме поголем број на советници, градоначалници и пратеници, а и за тоа се бориме, се разбира. Најважно ние како партија да се избориме против политичкиот криминал, митото, корупцијата во оваа држава и да имаме правични закони. Закони кои што ќе бидат добри за државата, добри за народот, добри за бизнис, добри за животната средина, образование и здравство и така натаму. Ние не сме партија само да дојдеме на власт, да оплачкаме државата како што прават овие идиотски партии или да си ги вработиме нашите политички, да речем истомисленици, членови и подржувачи. Ние единствено се формиравме за да направиме нешто добро, да креираме врвна економија, поточно да креираме една функционална држава и правна. Без тоа нема напредок, трече. Не можеме ние никогаш да одиме напред ако не го уништиме овој политички стопански криминал. Митото, корупцијата. Ние никогаш нема да одиме напред ако немаме чисто судство, јавно обвинителство, полиција, а не да биде криминална полицијата, судството, јавното обвинителство и наводно да има населението доверба во судството 2%. Тоа е страмота. Не е дека е стварно 2%, но тоа се зборува во контекст на на гнев или политички настап на одредени политички партии. Значи, нашата задача како политичка партија, демократи, е да све направиме, да направиме држава каде што нема луѓето да се иселува, каде што луѓето ќе имаат минимална плата 1000 евра и повеќе, каде што нема да биде ограничена платата на стручаци, дали тоа се врвни економисти, лекари, медицински сестри, правници, суди и така натаму, да биде нешто што луѓето ќе може да заработуваат поголема сума на пари. А да не зборувам да направиме држава, што велам, за па и постарите, значи луѓе кои што ќе имаат и домови, ќе имаат високи пензии, да бидејќи ако имаш економија ќе може повеќе да се делува пари во фондот. И исто и за здравството, исто и за животната средина. И се разбира за образованието. Инфраструктура секако ни треба да имаме врвна. Селата ги заборавивме. Значи во селата луѓето од пред многу години, децени веќе ги напуштаат, затоа што таму нема живот, а почна и градовите да ги напуштат и се разбира, масовно има иселување на млади луѓе, поготово од Македонија. Значи тоа све ние треба да го спречиме, а да го спречиме ти не можеш да спречиш некој иселување на младите со приказни. Како сега што викат, почнаа да се враќаат, ќе ги враќаме назад. Тоа е невидена измама. Значи ти не можеш да ги враќаш луѓето ако не му обезбедиш добра работа со висока плата. Па има апели. Има апели, вика враќајте се, ќе дојде некој ќе почне приказни да кажува, поготово го користат овие криминални структури што се на власт. И кога викам на власт, сите се овие на власт, 35 години. Да. Дали се на локална, на централна, не е ни битно. Имаат градоначалници, поќе помалце, советници и пратеници и се разбира, ја држат централната власт и што ја држат. Но сите се на власт.
И еве во моментов додека ние го обавуваме овој наш подкаст, веќе се направи гужва на границите, се враќаат луѓето. Се враќаат, да, гледам илјадници луѓе се враќаат. Јас живеев скоро 30 и нешто години во Америка, се вратив. Пред 8 години се вратив имам мисија. А мојата мисија е многу едноставна, речи. Сакам да помогнам да направиме функционална и правна држава. Сакам да испречам овие политички структури и криминогени политички структури кои што ја уништува 35 години Македонија. Сакам да имаме подобра држава. Не сакам да гледам сиромашни граѓани. Ние живееме во Европа. Ние живееме географски на многу добра локација. Ние паметни имаме луѓе невидено. Наместо да ги губиме во странство, тука треба. А нема ни еден да ти остани, независно какви се тие. Тука да ти остани ако ти не му пружеш добри услови. Да има вработување, да има високи плати, да има добро здравство, образование, да има култура, да имаме забава, да имаме спорт. Па трече, кажи ми ти кој град, еве Скопје како главен град на Македонија со 500, 600, 700 илјади, тука веќе сите се доселуваат и точно има аеродром, од тука си бегаат сите во странство. Кажи ми Скопје што има добро, каде можеме ние да се забавуваме. Не е само да имаш два покриени базени вече. Треба комплекси да имаш. Да. Не е само во Скопје, кај можеш да живееш во Скопје, погледни колку се кириите. 300, 400, 500 и нагоре евра за еднособен, двособен, трособен стан, да не зборувам. И зависи во која локација. Во најлоша локација не можеш да најдеш стан по 300 евра. А ти му даваш плата на некој 24.300. А колку е тоа 24.300? Тоа се 400 евра. Една кирија скоро. Тата, и ти очекуваш, а тој за превоз, а за други работи, а да се облечи, да се храни. Па сите сме луѓе, треба ли некојаш да се забавуваш? И кај ќе се забавуваш? Кажи ми, еве, Скопје што има забава? По некој концерт ќе се одржи, ќе се одржи Солзи и смеја, ќе се одржи она, точно Солзи и смеја, се шалам се, некој концерт и така натам. Не бе, трајчи, Поздрав до Солзи и смеја. Да. Од Битола. Па, точно. Тешко нас. Јас сум битолчанец. Што да те кажам, Битола? Е права гробница. И сите градови на Македонија и села. Кај да одиш, кај има забава. Ние се радуваме на бекатонски тротоарчина, на улица негде ќе не направат со црвено или зелено, ќе ни бојадисаат тротоарчина, пешачки и велосипедски патеки. Тоа е најголемо достигање на советниците и градоначалниците на нашите општини. Абе ние сме за жалење. Спомнавте улица Бекатонки, како да знаете, јас на местото каде што живеам, немавме улица можеби 20-30 години, сега градоначалникот ни направи, комшиите излегува да го пречекаат со бомбонјери, со гушкање, со цветови, како да он од свој джеп нешто, како да не му е тоа должност, како него, ова е, демек, од срце он дава нешто како да прави. Така ние народ си го тоа сваќаме. Па видите, ние дојдовме на такво ниско ниво да се радуваме и на сиромаштија, и на лош живот, и да се навикнеме и се навикнавме да живееме мизерен живот. Нас да не стават сите во пеколо, па карнотини. И никој не вели, дај бе луѓе што правиме, има рај тамо бе. Погледни колку е убаво. Дај ова држава Македонија да направиме држава да биде овде рај. Буквално така е. Сакам малку да ве запрашам да прокоментираме една изјава. Сега не знам дали поранешен политичар, дали се уште сегашен, дали кајде си оди, малку е тоа нејасно. Порано се декларира како зелена партија, но изгледа дека се вратија на старите нивни добри патеки, се работи за господинот Али Ахмети, партијата ДУИ, каде што вели дека тој ја расторил Југославија, самиот ја расторил Југославија, поранешната држава, и дека доколку излезе на улица не би се вратил дома. Што сака да пренесе со оваа порака? Политичарите обично него нешто многу прокоментираат, така чисто некој спомна по збор 2, ништо конкретно. Вие него осудивте, може еве сега да спомнете кој е вашето мислење околу се ова? Ова е трагедија наша, 35 години се повторува.
Али Ахмети кажа вака, Али Ахмети кажа онако, овој го направил, оне го направил. Ти викаш не политичарите, напротив, баш читав, сите почна да коментира, да кажува дека како не, ќе го спречеле, не може ништо да направи, неговото време помина и така натаму. Ни Али Ахмети ја растури Југославија, ни можеше да ја растури, значи еден човек не може тоа да го направи. Тоа си го кажува во негов контекст и тоа е негово право да си кажува што сака. Ние не прокоментиравме, бидејќи ова е стварно болно и глупо да коментираме секоја изјава на политичари. Поготово политичари кои што со години, децении ја водеа Македонија во пропаст. Ние немаме време за тоа. Ние се фокусираме да комуницираме со граѓаните, со народот на Македонија, да ги запознаеме со нашите идеи, нашата идеологија, нашата програма и да им кажеме дека ние се бориме заедно со вас, ни треба вашата помош, народе на Македонија, да ги промениме овие работи на подобро. Луѓето како Али Ахмети нормално сакаат цел живот да бидат на власт и не е логично да бидеш цел живот на власт, но кај нас за жал, како што каже улицата кај тебе отворија, поставија бекатонски тротоари и асфалтира после 30 години и го пречекаја. Бидејќи тие луѓе се радуваат на мали работи. Ние треба да се радуваме кога ќе се отвори нека огромна фабрика, кога ќе се отвори огромна болница, кога ќе се отворат огромни, да речеме, асфалтни автопати, кога цел град ќе ни функционира, кога во Скопје и другите градови ќе имаме неверојатно прецизен и квалитетен јавен сообраќај. На место да возиме со коли, и јас ми е преку глава да возам со коли, во сообраќај да влегувам, и мене поарно ми е, ако има повеќе автобуси, да има повеќе линии, не само да има на главните булевари линии, туку и да скршнуваат лево-десно за луѓето да доаѓаат поблиску, бидејќи не секој може да пешечи 1 километар или 500 метра. Па немаме видено некој политичар во автобуси да се... Па види, немате видено и нема да видите, бидејќи овие имаат многу пари, така да ги користат колите на кога се на власт, се разбира, со джипови си одат. На државата и на шоферите и од понеделник до понеделник. Така да по моја приказна за Али Ахмети нема ни да коментирам, нека си кажува човекот што сака, нека си кажува. За жал, многу од политичарите излегоа, коментираа, бидејќи нема друго што да кажуваат, фактички да го скренат вниманието. Наводно, овие политичари нешто што коментираа за него, или што ќе коментираат и што посветуваат внимание што Али Ахмети кажал, е нешто што тие нема на друго што да кажат. Ние како демократи, јас како председател на политичката партија Демократи, не се занимавам со Али Ахмети. Јас гледам, како што ти кажав, да дојдам што поблиско до народот, што повеќе граѓани на Македонија гласачи дознаат дека постојат демократи, што е нашата филозофија, што е нашата идеологија, што е нашата програма. И да дознаат за нас како луѓе нашата биографија. Само така можеме ние заедно да работиме со народот на Македонија, со гласачите и да ја спасиме оваа држава. А нема приказните на Али Ахмети да однесат исто, бидејќи се повторуваат и секојаш пред избори или кога се надвор од власт, тие тогаш знаеш самио дека се трудат да скренат внимание. Покрај тоа што дуи има 18 пратеници, тоа не е мал број, сепак е голем број, тие можат во собрание да се борат ако стварно сакаат да се борат за доброто на Македонија. Јас секојаш викам, демократи ќе коалицираат со сите кои што сакаат да се борат за доброто на Македонија, за спас на Македонија. Но за жал, повеќето политички структури во Македонија, помали, поголеми на власт или што не се уопшто на власт, не се заинтересирани за тоа што ние сакаме да го направиме. Тие се заинтересирани што повеќе да седат на власт, да лапаат тендери, да плачкаат и да се богатат. Изет Меджити,
еден од главните, да кажам, на политичката партија Влен, градоначелник на Чаир, лидер на Влен, ја пречека косовската председателка, впрочем без некои македонски символи, без знамија, без ништо слично. Колку беше ова своевидно некоја провокација? Дали да сватиме како провокација или како да сватиме, не можам да најдам соодветен израз за да доловам колку ова впрочем беше една провокација за македонското население и за македонската држава. Види, сите го знаат и за меѓите кој беше. Како Албанија да бевме? Види, прво, тој е функционер на Македонија. Секогаш кога доаѓа, не е битно дали од Косово, дали е албанец, политичар, дали доаѓа од Албанија, дали доаѓа, реков, од Косово, Србија, Америка, Германија, Франција, не е битно Русија, треба по закон да постојат символите на македонската држава. Тоа е македонското знаме. Кај треба и грб и така натам, но зборуваме, ти не можеш да пречекуваш председателка од Косово или од каде и да било, само со знамења на албанците. Знаеме ние дека Касами е тежок националиста, но тоа го прави исто и Изет Меджити. Тие соработуваат заедно, во Вленса. И ова го прават намеро да провоцираат, пример, да го провоцираат македонскиот народ и сите граѓани на Македонија. Бидејќи ова држава не е само на македонскиот народ. Сите граѓани. На сите граѓани. Тука имаме турци, власи, бошњаци, имаме роми, имаме торбеши, срби, хрвати кои што се државјани на Република Македонија. И треба да сватиме на работ. Ова држава е на сите, вклучувајќи и албанците. И затоа секогаш не е битно дали доаѓа од Албанија, дали албански политичар или друг политичар, не смее да се дозволи. И ние дадовме изјава за тоа. Треба тој човек Изет Меджити кривично да се прогонува. Бидејќи ДПМН е на власт, има е коалиционен партнер, имаат доволен број на пратеници, се плашат да не изгубат властот и ако се скарат може да се повлечи од власта и ќе му падне, ќе нема 61 пратеник или ќе имаат заедно со знам. Значи, доволно има да кажи да помане ако е права македонска патриотска партија, што не е, тие под името на тие се патриотска партија, со тоа под тоа име добиваат гласови, го лажат народот, ги лажат гласачите, за да можат да доаѓаат на власт и да плачкат државата. Да наплачкат сите нас. Но таа иста председателка на Косово не е прв пат да направи некоја си, дури ова не е нешто многу големо за разлика од што направи на аеродромот со пиштолите, со нејзиното обезбедување со гаши беше тогаш. Па види, таа председателка во соработка со нашите албански политичари сака да провоцира Македонија, македонскиот народ и македонските граѓани, и тоа не е добро. Јас мислам дека најповеќе кој се криви не е Гостино, најповеќе криви се нашите политичари. Изет Меджити со неговите пајташи таму, што ја пречекале. Значи не смее никогаш повеќе ова да се повтори. Затоа што ова ако се повторува е директна закана за Македонија, за народот на Македонија и за македонскиот народ се разбира, затоа што јасна порака ти опатува, слушај, јас сум, тој е сега градоначалник на Чаир, а беше министер за животна средина, катастрофален министер, беше 20 години главен и беше повеќе пати градоначалник исто на Чаир. Чаир го накази, но јас не му сум крив на Ирчани што го гласае него и пак стана градоначалник. Тоа е нивен проблем. Тоа исто и за Битола ни се случи. Човек кој што 4 години беше на власт од ДПМН, заедно со Советот, добија пак повторно најповеќе гласови. Знае зошто? Затоа што е уништија Битола
и советниците и градоначалникот сегаш оние на власт, повторно дојде како градоначалник, Коњановски, а бев кандидат и јас да не можем да земам доволно гласови, затоа што, ајде да не речам, тие што се почесни гласачи, се извинувам, што се почесни гласачи, си одседнае дома, си седеа дома. Револтирани, не револтирани од X причини, сакале, не сакале да гласат за мене, не излегоа да гласат, си добија поклон, бидејќи гласачите на ДПМН си излегоа масовно, се разбира со нивните коалициони партнери да гласат за овој човек кој што немаше ништо добро направено и се битола понатаму ќе тони, така и Чаир ќе тони, но да се вратам на знамињата и кога ќе дојде некој значи политичар од друга држава, не смее да се случи да нема македонско знаме на државата. Бидејќи пред се доаѓа тој политичар во Македонија. А ова изгледаше како да се случува овој настан во Албанија. И го осудувам крајно и пак ќе кажам, Иван Меджити, треба јавното обвинителство да му поднеси тужба кривична за ова што го прави. Го спомнавме загадениот воздух, еве би сакал малку да се навратиме околу таа тема, да ве запрашам вас како партија, што би презеле за да го намалиме загаденоста на воздухот во нашата држава? Дали постои нека таква мерка? Постои број еден мерка, ќе промениме сите закони. И ако има еден закон што е добар, ќе го спроведуваме. Ќе ги спречиме најголемите загадувачи. Точно ќе ги лоцираме, почнувајќи од рек Битола, почнувајќи ги од сите термоцентрали во Македонија, од Титан, Усие, цементарата во Скопје, од железарата, од сите фабрики. Буквално кажано, ќе ги лоцираме за помалце од 3 месеци, бидејќи веќе тие се знаат, ќе ги промениме законите во собрание и ќе го намалиме загадувањето на воздухот одма. А не кој да дојде, абе времето, а земе време, кој ќе реша тоа, значи најмалце 80-20 години. Додека тие 4 години се на власт, ништо да не направат, пак ќе ти кажат да дојдат на власт време, тоа ќе го направиме, значи ќе ги форсираме. Ако не, ќе ги блокираме, ќе ги затвараме, што треба ќе ги казнуваме, не само казнување финанси, тоа не е доволно со пари, да си постават филтери, да си го решат проблемот со гадувањето. Што ќе горат? Ќе го промениме законот. Не може повеќе да се увезува ѓубре од Европа или од каде и да било и да му дозволиме нив да го горат. И исто така, сегде кај што можеме, почнувајќи од градски автобуси, ќе набавиме електрични екоавтобуси во секој град и да се набават во доволна количина и да се креира што повеќе, значи да се креира мрежа низ градо. Пример, Скопје, Битола, Тетово, не е битно, да се покрие градо. Како што кажав, не може само ние ќе возиме на булевари. Па кој ќе ти го користи, бе човече? И второ, кој ќе имаш ти повеќе автобуси на секој 3 минути, 5 минути, како што е пример во Германија, во Берлин, нема таму трамваев или автобуси, ти доаѓа на 3 минути. И кој ти пишува горе на таа, знаете, на таблата, точно ти доаѓа, човече. Ако закасни, касни со секунди. Така. Тука кај нас крај нема и се разбира сите мерки други ќе ги преземиме. Сите мерки други, ако мислиме колите загадуваат, што повеќе камиони, автобуси, коли да се префрлат на метан. Не, на водород, да се префрлат на електрични автобуси, камиони, коли и така натаму, субвенции државата може да дава на индустријата за коли, например да ги субвенира со 2000, 3000, 5000 евра да се купуваат повеќе електрични коли и така натаму. И сегде кај што е потребно, исто, значи ти мораш да градиш во Македонија електрани за производство на струја, не од јаглен, од обновливи извори на енергија, бидејќи тие се бесплатни. Ко викам бесплатни,
сончеви панели, ветер, хидро, треба да се користат. Ние имаме потенцијал. Колку е толку. Вардарската долина може, има еден проект, 12 хидроцентрали може да се изградат. Наместо еден идиотски воз да се изгради, кој што ќе возел со брзина 160 км од Скопје до Солун и ќе пиеме ние кафе за сатипол во Солун. И ќе се вратиме назад. Да изградиш да изградиш, да речеме, шишини за да имаме таков воз, тој не е рентабилен. Зошто тие немаме ние 50 милиони народ овде? Кој ќе го користи тој воз? Па не гледате дека, еве се еден пример ќе кажеме од Битола до Скопје, до март, не знам до тога кога нема повеќе воз да се движи. Не знам од која причина, точно не сум информиран. Значи, верувајте ми, Македонија е 200 километри од еден до друг правец. Кај да оди за 2 сати са типола, ако имаш добри патишта, ќе стигнеш. Нас не ни треба возој, нас ни треба електроцентрали, за да можеме повеќето куќи во Македонија да почнат да се греат на овие што се системи на електрична енергија, како што се климите. И денес имаме модерни клими кои што многу помалку трошат струја од порано. Али тие централи државата да игради и да бидат во собственост на државата, како што реков. Или јавно-приватно партнерство, мнозинството собственост да припаѓа на државата. Кога викам држава, мислам на народ. Ние така треба да инвестираме. Замислете, еден Њујорк, или Хонконг, или Истанбул, еден Лондон, еден Пекинг. Ако зборувам сега за овие европски градови и за Америка, еве јас живеам во Лос Анџелос, па 100 пати е почист град од Скопје и од Битола, Лос Анџелос. А Битола има 60.000 луѓе, Скопје дали има 500.000 луѓе. Ние сме катастрофа, тоа би го презеле и одма. Не да се маткаш, не да му дозволуваш на некоја цементара или рек Битола или железара да ти го уништува живото, да ти креира секојдневно 24 сати отров. И не само луѓето, зборувам за животните, домашни меленичина имаме тука. Све имаме. Имаме кучина, мачина, птици. Што мислиме за дивите животни, што мислиме за водата, што мислиме за почвата. Па ништо ние не заштитуваме. Не ние, овие што се на власт 35 години. Тоа демократи ќе го направат и одма да се види резултат, а не приказната да го исчистиш воздухо, да направиш нешто добро за животната средина, треба години. Не викаат децени, оти малце ќе биде смешно, кој ќе речат години, веруваат, мислат на децени. Томо Аврамски, една интровертна личност, стана кај нас популарен поради тоа што му бил нарекан кум. Дали е сегашен бизнисмен, порано бил? Многу се говори за таа личност. Еве, он кажа дека поранешниот председател на Социјалдемократскиот сојуз, па и премиер на нашата држава Македонија, Зоран Заев, прави зграда во Дубај, а дека Филипче таму веќе има купено стан. Од каде му е оваа информација и од каде им пари на луѓево да во Дубај зграда да се прави, па во Македонија некој не можат, не па во Дубај. Трајче, не знам за човеко, за тоа може спомнуваш, еве од тебе слушам и некојаш можда некој кажал и ова. Тие податоци не знам точни се, неточни, може да се разбира да се точни, бидејќи има познавање човекот, може да се дружел со Заев, може да со Филипче и така натаму. Можеме да препоставиме дека се тие точни или неточни, но само едно можам да кажам. Да гради зграда на од 44 спрата во Дубај, треба да имаш многу пари. Ние знаеме дека Заев парите не ги направи од чушки и од што продаваше во Београд, чушки френки и љубеници. Горни Милановец. Како ги вика тамо во љубениците во Струмица. Карпузи, така. Карпузи, добро. Фала ти за помош. Ние знаеме дека тие пари не се направени од таму. Све е направено од политика. Политиката е најдобра гранка ако си нечесен и ако сакаш да се збогатиш
и да крадеш пари. Тоа што значи? Секој буџет, секоја година, дали е 5 милиарди, дали е 6 или 7, се одделува, државата одделува за одржување на државата. Одделува пари за општините. И самите општини, замислите Битола, општината, ќе има 40 нешто милиони евра буџет. Скопје има преку 100 милиони буџет, секоја година. Колку имаме 80 општини? 80 плюс Скопје, 81 општина. Тоа се пари. Колку се тоа пари? Еве, некој помали селски општини може да имате 500.000, може да имате милиони, така натаму. Значи, тука се работи за милиарди. И милиарди евро што има буџет Република Македонија, доаѓа да тие пари негде ќе ги преполоват, ќе ги дават на своите познаници, поточно што имаат фирми, почнувајќи од одржување на улици, патишта, бекатонски, тротоарчина, светлата, све што е поврзано со електрична енергија, бидејќи се мисли и Битола да одржува Скопје, да го одржуваш, треба договор да направиш со некоја фирма да се одржува електричната енергија, улици и светла, све што е потребно, од згради државни и така натаму. Тоа се милиони, трече милиарди. И тука се вели секој швак. Ти ќе го земиш тендеро, 10, 20, 15, 30% ќе ни дајш. Ако е тендеро 2 милиони, толку за нас. Ако е тендеро 50 милиони, толку за нас. Слушна оние што беше со Груевски, со Милеја на Киевски, кинезите бараат овие, па да му бараме 5%, па да не е многу бе Миле Груев, вели, и така натаму Милеја на Киневски, што беше министер за транспорт. И така натаму. Значи, апсолутно тотална плачка се врши преку тендерите. Поточно се кради буџетот и на општинско ниво и на државно ниво. Затоа ние, ако не почнеме да гласаме за честни луѓе, како што се демократи, ако не престанат овие луѓе 30% да гласаат за овие структури, ние цел живот ќе бидеме под рассмотрајќи. Цел живот ќе тонеме и ова што Тома го кажува, може да е вистина, затоа треба државата со помош на други држави ова да го испита. Дали тој стално, дали стварно Заев гради таму, дали Филип Чова или она. Така да ни ги бранам, ни ги напаѓам, но едно само знам, дека Заев направи огромна штета на Македонија, исто така и Филип че има направено голема штета. И како министер, и како човек. Нисто, еден денар да немаат украдено. Еден денар да немаат украдено, ја унаказија Македонија. На секое поле, економско, поле, здравствено, образовно и така натаму. Кога владеја тие, партал Македонија беше. И сега, и спорт, да не зборам, јас сум спортиста, каратиста, ти беше фудбалер, спорт нема овде. Спорт нема, никој не му помага на спортистите, никој не ги финансира. Државата треба да ги финансира клубовите, тренерите и спортистите. Така да ние фактички сме во една ситуација, кажал овај, кажал онај, тоа е нешто што сепак ќе речам, добро луѓето што кажуваат, можда е точно, можда не е, но државата треба да си преземи и да си дознае дали тоа е вистина. И тогаш може да реагира и да види од кај се овие пари, бидејќи, пак ќе кажам, не се прави зграда во Дубај од продавање пиперки и љубеници во Београд и во Србија. Се гради и се прави од крадење многу пари од буџетот, поточно народни пари на Македонија. Прашање од наш гледач, вели граѓанин и поддржувач, граѓанин на Битола и поддржувач на претседателот Јорго Огненовски. Зошто со децении владачките партии се обвинуваат секој ден дека се криминални партии и дека секојдневните нивни
Политички елити и партиски соработници не плячкаат преку тендери на секој возможен начин. И исто така нивните политички елити се тешки криминалци кои уништуваат Македонија и народот, а јавното обвинителство не презема ништо да ги докаже нивните обвинувања. Еве едно директно прашање, така остро малце до вас. Па види, прво зошто се обвинуваат? Тие нема друго што да кажат. 30 нешто години истото го прават. Сега СДС, секоја изјава нивна да читаш, крадат пари, ДПМН, влен, знам, владата кради пари на тендери, кради пари нова и нон-стоп излегуваат со некој си као наводно бомби и кажуваат. Затоа што тие сакаат да дојдат на власт и најдобро да го убедат народот гласачите е да кажат тие крадат и да го скренат вниманието од нив. Кои се тие како луѓе, што направиле досега? Што направила нивната партија досега за Македонија, за нас, за граѓаните во Македонија? Само има пустош. Зошто, ако се веќе толку квалитетни, а и другите истото го прават што се на власт, овие крадеа порани и така натам, се напаѓаат јавното обвинителство нормално е нивно, нема кој да ги брка нив, ако некој нешто поднеси, си седи во фиока и соработува, да ти кажам. Независно вака што се напаѓаат, тие си соработуваат, едни со други, знаеш, криминалец криминалец не си ваѓа очи, така да овие наши политичари си работат на бизнис план, позади никој не знае што, како, па има и уцени помеѓу нив. Слушај, сега ти крадеше многу пари, ние додовме на власт, да не те затвориме, дај ни 2, 3, 5 милиони евра пари и поќе помалци. Тоа се случува, го знаеме. Сакате да кажете дека врана на врана очи не вади и дека лоповот вели држте го лоповот. Тоа е точно и од друга страна, знаете зошто досега овие не зборуваат за нешто како ние, како демократи што зборуваме, да зборуваме како да се подобри економијата, како да се подобри здравството, образованието, инфраструктурата, животната средина. Затоа што тие секогаш тоа во нивните програми го имаат, некој му ги пишува тие програми да изгледат добри. Но никогаш ги немаат спроведено. И сега нема што друго да се зборува криминалите на власта, криминалите на опозицијата. Вака нигде не одиме. Цело време вака налажа 30 и нешто години. И затоа народ ова не треба да го слуша, а тука голема улога играат медиумите. Значи, медиумите во Македонија испаднаа најголеми злосторници против својот народ и државата Македонија. Тие ја наказуваат, ја уништуваат и се соучесници заедно со овие криминални структури политички и нивните криминални банди политички. Замислете ти да ние ко демократи или кој и да е, кој што дава добри предлози, добра програма нуди, кој што се бори стварно за нешто добро, има прекрасна биографија, честна, хумана, со работно и животно искуство, еднаш не можеме на нивните програми политички да еднаш не покануваат. Тотално не имаат блокирано. Таму по нивните програми приказните се вртат. Еве, истото. Секој ден, секоја недела, секој месец, секоја година. Што рекол СДС, што рекол ДПМН, што рекол СДС, што рекол ДПМН, понекој ќе уфрлат некоја парламентарна партија, што рекол ДУИ или не знам која партија, и све се врти околу нив. Како да сте центар на светот. Па гледај кој му се гости на нивните политички емисии. Истите политичари кои што уништија Македонија, кои што некои и ништо не направија добро за Македонија и никогаш биле на функција, биле на власт, дали градоначалници, советници, пратеници, министри, премиери, истите луѓе му се вртат. И наводно големите медиуми, национални телевизии, портали изигруваат спасители на Македонија. Демек, еве, гледајте, ние се бориме, ќе прикажат некоја реклама, некоја глупост, како некој музеј е уништен, како не се води грижа,
А од друга страна, нас како демократи или паметни честни луѓе не ги викаат во нивните емисии да зборуваме на вакви теми како што зборуваме и да даваме предлози како ова може да се реши и македонските граѓани, гласачите да дознат повеќе за нас. Нас не не држат позади замдани, позади високи зидови, да дека ние не постоеме, но благодарение на демократски импулс и на Facebook и на други социјални мрежи како Инстаграм не може да не спречат. Кога доживеавме да го видиме господинот Љупчо Георгиевски и Љубе Бошковски да се у коалиција со СДСМ, што е следно? Ќе видиме. Па види, за да се дојди до власт, до парите на народот, до буџетот, за да живеат како лордови, ја што викам да живеат раскошен расипнички живот на сметка на народот на Македонија, а ние како народ да живееме сиромашно, да немаме болници, да имаме мртовечници, да немаме плати за здравствените работници, да немаме плати добри за учителите во образование, да немаме добри услови за учениците, да немаме добри пензии, да не се грижиме доволно за сиромашните. Еве прашај народо, ќе видиш некој тотално што се сиромашни, не може пола месец да проживеат, храна не може да се купат, а не другите потреби да и покриваат. Никој не го интересира, зборувам за политичарите и луѓето што се на власт, ни градоначалници, ни советници, ни министри, ни пратеници, да не зборувам за владата, кој ќе ти поможе, еве утре да немаш денар во джеб да купиш леп, ќе се јавиш кај некој пријател, не може стално да ти, знаеш, даваат пари. Значи, државата ни е под тотална окупација, институциите од овие криминогени, политички структури кои што секој ден се препуцуваат, се обвинуваат за криминали, а од нив поголеми криминалци и едните, и другите, и третите нема. Господин Јорго, како последно прашање за овој подкаст би било што би им порачале на граѓаните во оваа нова година како лидер и како човек, како лидер на демократи и како човек? Па јас би им порачал на граѓаните, сакаме вака директно да се обратам, да биде обраќање до сите граѓани на Македонија. Следното. 2026 посакувам да ви биде прекрасна. Да имате подобро здравје, среќа во животот, поубаво да живеете. Но исто и ви посакувам да ни се придружите во демократи, да размислите длабоко во иднина кого поддржувате, независно за кого до сега сте гласали и поддржувале. Единствен спас во 2026 и понатаму ќе биде ако ние сите заедно работиме за доброто наше, за доброто на нашите деца, внуци, сограѓани, на нашите градови и села, на нашата убава Македонија. Друг спас нема. Затоа ве повикувам, бидете разумни, бидете здрави, весели во новата 2026 и ви посакувам све најубаво. Нека ви е среќна 2026 година. Господин Јорго, и ова ќе биде еден од нашите најдолги подкасти, час и 35-6 минути. Ми беше мило и задоволство што ни бевте гостин. Ако смеам да заклучам уште едно ваше искрено излагање, ви посакувам среќа и добро здравје. Благодарам, исто јас ти посакувам среќа, добро здравје, среќна нова година на екипата на Демократски импулс и благодарам што ме каните и што сум дел од нештото да можам еве јавно да кажам народот да слушни вистината за Македонија, да слушни вистината за состојбата во Македонија и како може да ја подобриме, како може да живееме подобро и како може Македонија една за секојаш да стане функционална правна држава каде што сите ние како граѓани на Македонија ќе живееме среќен живот и убав живот. Среќна нова година и секако дека сте добродојден гостин секогаш во Демократски импулс. А на вас, драги мои, ви благодарам многу на вниманието.
Овој подкаст верувам дека го изгледавте во еден здив, зашто беа кажани многу работи што не сте ги слушнале. Стиснете subscribe и споделете го како би допрал до што поголем број на луѓе. Среќна нова година.